Трогателно писмо на градоначалникот Илчо Захариев во Штип го донесе кинескиот амбасадор. Во него штипскиот градоначалник побарал помош за лекување на 24-годишниот Иван Стојанов, кој е во инвалидска количка. Бев трогнат колку било посветено внимание на моето писмо и денеска амбасадорот е наш гост. Ќе најдеме заедничко решение да во рамките на можности на македонскиот здравствен систем со експерти кои ќе дојдат од Република Кина и со лекови, традиционални лекови, хербални од Република Кина, го лекуваме нашиот пациент. Третманот ќе започне наскоро, откако двете држави ќе ги решат административните пречки. Околу увозот на традиционалните хербални лекови од Народна Република Кина, моја оврска е тоа да го средам преку Министерството за здравство и Бирото за лекови. Кога тоа ние ќе го направиме, мислам дека ќе отпочне процесот на лекување. Ова е нова надеж за младиот Иван, кој претходно со месеци се обидуваше да собере 25.000 евра за лекување во Кина. Сега наместо тој да оди таму, кинески лекари ќе му дојдат дома. Се надеваме дека со кинеската терапија, се надеваме дека ќе има добар напредок со самата акупунктура што ја вршат кинеските доктори, дека може да дојде до некој добар напредок со оправање на некој оштетен нерв да се застане на нози. Благодарност прво до општината, благодарност до нашиот градоначалник примариус мистер Илчо Захариев, што контактираа, што ги известија за мојот случај, благодарност голема што стапија во контакт. Лекувањето на Иван е само почеток на една соработка меѓу Штип и Кина. Значи, градоначалникот само што не запозна со богатата култура и традиција на самиот град Штип и се надеваме дека поради тоа што немаме многу туристи кои што доаѓаат од Кина, се надеваме дека градот ќе биде посетуван од нашите граѓани. Нашата соработка ќе продолжи понатаму. Ќе оградиме самиот автопат, значи од Штип до Скопје и планираме, значи, во најскоро време да изградиме и кинески традиционален центар за лекување, да. Традиционалната кинеска медицина веќе се изучува и на Штипскиот универзитет, а практична настава ќе се одржува во бањата Кежовица. Целата соработка ќе се заокружи и со збратимување на Штип со некој кинески град.